Гледајте Time Out. Ве очекуваат интересни гости, детална ракометна анализа, најдобрите погодоци и жешка дебата. Нова спортска емисија Time Out посветена на македонскиот ракомет и во сезона 2026-2027 на спортска мрежа ќе може да ги анализираме сите оние надпревари кои што ќе бидат одиграни она возбудлива надпреварувачка сезона со силна конкуренција. 4 изравните екипи имаме кога во прашање титулата. Тука е Охрид, Вардар кој што ќе ја брани титулата, Еврофрон Пелистер и Алкалуит и сите останати екипи кои што ќе се изравните во трката да се обезбедат тие две места кои што ќе останат во плейофот, како и за висок пласман во плейофот и сигурен опстанок во една силна конкуренција. Time Out ќе биде емисија во која што ќе правиме анализи, ќе обрнеме внимание на се она кој што ќе ја носи она возбудлива сцена како што кажав пред малку и секој со дебата со гости ќе анализираме и ќе гледаме како нели ќе се одвива целото на сезона, како што кажа, во една силна конкуренција како за титулата, така нели и во борбата за опстанок, кога имаме една ваква силна сезона во која што можеби најизразита доминација ќе има и најсилна конкуренција воопшто досега кога е во прашање македонскиот ракомет или Суперлигата. Ова е емисија посветена на македонскиот ракомет, а во првата емисија патуваме во Богданци каде што ќе ја делуваме атмосферата нормално од она што таму се случува. Ние веќе имавме неколку посветени емисии или така секвенции кои што ги имавме посветени на клубот од Богданци преку изјави неколку играчи и секој тренерот Горан Доновски, меѓутоа сега ќе се потсетиме дел од тие емисии, ќе ја делуваме атмосферата што е клучно за ова прва емисија на Time Out посветена на самата спортска инфраструктура во Богданци и како тоа се развива истата кога во прашање салата Мласт, незината санација и реконструкција која што имаме. Одеме во Богданци. Nice, right?
целта што не беше зацртана за ланската година ја остваривме по потешкиот пат, но така требало да биде. Мислам дека Младост и Богданци заслужува Суперлига. Се надевам дека ќе го дадеме максимумот оваа година и дека исто како и претходната спортската сала Мласт ќе биде исполнета со уште побројна публика. Ростерот на екипата е изменет од претходната година. Мислам дека сме за нијанса подобри од лани. Целта за ова година ни е да избориме сигурен опстанок, па здравие понатаму и уште подобри успеси да тера Младост. Очекувате ли некоја силна конкуренција со оглед на фактот дека ете видовме Струга иако загуби откажувањето на Порлет ја врати Струга по полека некои екипите се екипираат за да имаат нели што поголем квалитет, вие се екипиравте со квалитетни заселувања и како еден од домашните искусни ракометари како ги прифаќате новите заселувања? Искрено мислам дека имаме доста квалитетни заселувања, првенството ќе биде тешко за нас, секој меч ќе биде борба за освојување на 2 бода. Освен во дечките, да не кажам, гиганти, 4 екипи со кои реално немаме шанси да се бориме, со другите екипи ќе пробаме, ќе го дадеме максимумот и се надевам дека со поддршка и од публиката дека ќе бидеме едно освежување во Суперлигата и никој нема да си оди со лесно освоени бодови од Богданци. Значи останува Богданци како минатото тешко освојува тврдена овде. Така е, се надевам дека ќе го вратиме стариот сјај на Младост и Богданци ќе остане неосвојлива тврдина како што беше тоа во минатото. По потешкиот пат, Младост Богданци стигна до она што го зборувавме пред почна година овде, влез во Суперлига, целта е остварена, преку тој бараш, колку Горан Антоновски имаше нерви на тој бараш надпревар. Имавме една исклучително тешка сезона, бидејќи обеќавме сите заедно со управата дека ќе влеземе во Суперлига, вие бевте на првиот тренинг минатата година и успеавме да влеземе. Во цела сезона имавме само еден пораз и покрај сето тоа моравме да играме бараж да влеземе во Суперлига, успеавме да го добие баражот и остваривме целта. И сами можете да видите промената од минатата година и оваа година. Ние допринесовме со нашата честна работа и резултати, а општината и сите помагатели во клубот покажа што значи Суперлига и колку е освежена спортската сала Младост, какви соблекувални имаме, како еден европски клуб. Клубот оди нагоре, како организацијски, така и играчки. Ќе биде уште една тешка сезона, многу потешка од минатата година, бидејќи сега треба да обстанеме во таа Суперлига. А во оваа Суперлига, како што знаеме, има 4 екипи кои му слободно можат да играат во Лигата за шампионите. Европската лига шампиони, ние сме дел од тоа после голем број години и се надевам дека ќе бидеме на освежување во таа Суперлига. Нашата цел е пак ќе речем останува во оваа Суперлига. Прва оваа година се појачавме на некои позиции, секако дека овие првите 5-6 дена од припремите ќе има можност да видам со што располагаме. Има можност да се разговара со управата, како што разговаравме минатата година. На некое место ако ни треба, можда ќе се засилиме, меѓутоа почетокот е овај. Целта на управата на Богданци, јас го почитувам тоа, е повеќе домашни играчи да им се даде шанса и во Суперлигата. Така е направил ростерот да добијат шанса домашните играчи повеќе. Имаме само 20 странци во екипата во моментов. На некои позиции, третиот е веќе македонец Бојанич, пошто веќе години живее во Македонија, така да се надевам дека младите ќе искористат шансата и пак ќе речам, основна цел ни е опстанок во Суперлигата, тоа мора да постигне со многу работа, како што работевме и минатата година, ќе продолжи уште појако оваа година. И за крај, како искусен ракометен стратег, колку оваа сезона може би ќе да и најквалитетната во однос на сите изминати сезони? Па сигурно, за првите 4 екипи нема што разговарам. Тоа се кажав, екипи кои може слободно да играат во било кој европски клуб. И освојувачи имаме на купови, така да тука е Прилеп кој доста вложува изминативе години, тука е Бултел кој стално игра во Европа, тука е и Прилеп. Мора да спомнам и Прилеп кој што доста вложува.
Пелистер втората екипа исто така е квалитетна екипа која играше и Европа години назад, така да ќе биде многу тешко секој надпревар и секој пат ќе биде многу тежок да се освои. Меѓутоа спортот е тоа да се направат и изненадувања, ние ќе работиме и кога ќе се укажа шанса сигурно ќе изненадиме некој од фаворитите. И за крај зборот вас за ова верна публика, знаеме дека Богдан се уминат, особено вие имате искуство големо дека овде кој ќе победил тој станал шампион. Ја важи ли ова година тоа правило? Јас долги години настапував за Преспа Јафа Промет која беше прв клуб што играше во Лига шампиони, исто и во Вардар. И кој ќе победеше во Богданци обично беше шампион. Не е толку снажна нашата екипа во моментов, меѓутоа ќе дадеме све од себе. Веќе вративме дел од тоа гордоста на Богданци се врати во Суперлигата и покрај што имаше доста скептици, успеавме. Имавме огромна поддршка во текот на целата година, ние се сомневам дека ќе имаме уште огромна поддршка. Ова што се направи со собликувалните со салата сигурно ќе остане за цел живот. Значи една година за паметење и се надевам дека ќе ја покриеме со останок во Суперлигата. Нова сезона и нов клуб. Со оглед на фактот дека ќе имаш нови колеги, ќе работиш со Горан како стратег, како ти се првите импресии и првите впечатоци во новата средина? Па со Горан веќе имам работено и со Даниел имам играно од Охрид и првиот исто во Богдан стварно су лепи екипа, млада, што би се рекло младост. Се со желје да видим да работе, да покажу што поеќе могу Суперлига да изборимо тај опстанак. За сега е све стварно на свое место што се тиче од управата до клуб, до тренер, до сите. Очекувате ли тешка сезона, со оглед на фактот дека гледаме дека сите екипи се засилуваат за да ги остварат своите цели? Мислам да сега можда ќе биде најтешка сезона за сите. Да су за сите екипи имају појаке, доводи појачувања. Има да се мора да се работи, нема више лесно да се каже да се развои. Горе мислим има ова четворка на Охрид, Алкалоид, Вардар и Пелистер. За долни дел табеле сите да се бориме. Колку Бојнич знае за историјата на младост, на фактот дека овде секогаш е полна салата, има силна поддршка и Богданци важи за неосвојуват родена барем во минатот и овде тимот кој што ќе победил станал шампион на Македонија. Па имам слушано, ставно имам слушано и за порано тоа што беше, док ја не бев ни роден. Имам слушано за Богданци да има историја. Кајам прво од мојот тренер, ја да го поменем сега, Касим Каменце, кога потписах овде ми рече да има историја голема младост Богданци, да е овде секогаш пуна хала и да публика поддржава коментари. Атмосферата е одлична, се собравме во што поголем број, екипата е спремна. Ми се допаѓа тоа што тренерот Андонов е многу амбициозен човек и посакувам да имаме најдобар успех врз со тоа. Очекуваме ли тешка сезона и поддршка од публиката, со оглед на фактот дека знаеме младост секогаш има полни трибини кога е во прашен домашни терен овде во Богданци? Јасно, оваа сезона очекувам многу тешка сезона, дека сите суперлигашки екипи се спремни, вложуваат во себе, но наш седми играчка е самата публика, која овде не е проблем, секогаш е полна салата и мислам дека нема да имаме никаков проблем од таа страна, секогаш ќе ни се ветар во грбот. Јас сум премногу задоволен од минатата сезона и од тренерот Горан Андоновски, бидејќи ми даде шанса да тренирам со првиот тим. Колку е тешко или одговорно да се оправда сето онаа кое што Горан Андоновски ти го дал тебе? Треба доста работа, да се работи, да тренира секој ден. Ова е се што подготвивме за првото издание од Тайм-аут. Ова е прва воведна емисија, кажав дека во иднина или во следните емисии ќе ставиме голем фокус на онаа кое што ќе го имаме, а тоа е секако гостите, дебатите и се онаа кое што ќе го имаме како анализи во самата емисија Тайм-аут. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите новите случувања од македонскиот спорт. Гледајте Тайм-аут. Ве очекуваат интересни гости, детална ракометна анализа, најдобрите погодоци и жешка дебата.